Стана ли антикорупцијската комисија најголем непријател на власта и зошто е тоа така, разговараме со првиот човек на комисијата, Билјана Ивановска. Господи Ивановска, добре дојдовте во студиото на Република. Чини дека нема подобар момент за разговор со вас, напади од сите страни. Зошто ве напаѓаат? Има една драма во Македонскиот народен театар, се вика Државен непријател, ако не сте гледале, топло ви ја препорачувам. Некако во последно време се сочувствувам со главниот лик од таа драма. Зашто не напаѓаат? Секој има право да напаѓа, да мисли дека, не знам, е допрен до некоја точка до која што сметал дека не треба да биде. Меѓутоа, ние си работиме професионално, непристрасно, независно, почитувајќи го начелото на интегритет, тоа ни е водилка во нашата работа, така што во целиот изминат период работиме исто. Тоа што сега во последно време доаѓаат до ред некои покрупни предмети, за кои што требало подолг период за истражување, некако се поклопија коцките, па ете така дојде таков момент да не напаѓаат, меѓутоа тоа не влијае на нашата работа, на нашата професионалност и на нашата посветеност кон работата. Ние сега сме во последната година од мандатот, поточно во последните 6 месеци од овој мандат, така што имаме уште некои работи кои што треба да ги изнесеме на површина. Така, нели звучи парадоксално обвинителството да повикува на фронт против корупцијата, од друга страна да ве напаѓаат и да плачат како мали деца зашто не ги играт? Значи, ние не сме рекле никого дека не играме, како прво. Они дека не играат со вас, дека не ќе дека замрзнуваат. Да. Видете, секој си одговара за зборовите што ќе си ги каже. Прво. Второ, ние не сме сега во овој момент, не сметаме дека треба некакво посебно тело да се формира што ќе се вика фронт и така натаму. Значи, фронтот си постои, фронтот си е дефиниран во надлежностите во законите. Секоја институција си има своји надлежности и треба да си постапува по нив, без исклучок. Ако е се така, како што е системски поставено, мислам дека нема да има потреба од дополнителни фронтови и не знам што друго. Нашата институција си постапува, ви кажав, професионално и непристрасно. Неколку дена пред да ги објавиме последниве предмети, имавме редовна средба со јавното обвинителство, согласно меморандумот за соработка, па дури дојде и републичкиот јавен обвинител, имавме навистина искрен и отворен разговор дека навистина треба да се работи, да не се попушта и така натаму. Ние навистина се зачудивме први од нивната реакција и од начинот на нивната реакција, дотолку повеќе што ниту иницијативата беше испратена до јавното обвинителство, ниту пак подкрепувачката документација која што имавме прибрано, за да можат по тој основ, да речеме, да не критикуваат. Така што, пак ќе кажам дека секој си има одговорност за тоа што го работи, треба да даде отчет за тоа што го работи, ние тоа го правиме, нека си го направат и тие. Сметам дека се што сработивме може да им биде само од корист, доколку сакаат искрено да застанат на патот на корупцијата, заради тоа што прво ќе кажам дека ние не објавивме нешто ново и непознато за јавноста во најголем дел. Она што беше нашата мотивација беше да направиме едно хронолошко поставување на станите. Така ги систематизиравме податоците, ги анализиравме и оттаму едноставно се насети тенденцијата која што сакала да се спроведе. Така. Еден од случаите кој крена голема врева е случајот Трус. Кажете ми, како е можно Пуцко Петрол на конфискуван имот да дојде до имот кој му припаѓал на трансфер, на трансмет, иако обвинителството тврди дека му е одземе? Видете, прво е прашањето како е определена мерка притвор, односно во тоа време додека се определувала мерката каква ќе биде, дали ќе биде во притвор или ќе се брани од слобода или не знам како, во тој период се настанати сите промени во имотот, значи тој период Трансмет го искористил за да префрли дел од имотот на ТВ Нова. Сега, во периодот од првостепената одлука на Кривичниот суд до одлуката на Апелациониот суд, мерката за замрзнување на имотот не важи. Значи, таа важи до донесување на првостепена одлука. Во тој период, Пуцко Петрол ја склучува спогодбата со хипотека над недвижниот имот на Сејат Кочар. Значи, тој момент е искористен. Јас, како да кажам,
Мислам дека може би требало е малце да бидат со повеќе отворени очи сите кои што учествувале учесници во оваа постапка. Мислам дека можело да се дојде до замрзнување на имотот, на целиот имот, и уште е симптоматично моментот како кривичниот суд за еден ист имот донесува различни одлуки. Еднаш вели дека е стекнат како кривично дело, а втор пат го прифаќа како залог за да може обвинетот да се брани од слобода. Значи имаше така многу нелогичности, пикантерии, како да ги наречам, кои што кај нас внесоа сомнеш. Така, покрај нелогичност има очигледно и недостаток на комуникација меѓу институциите, едно вели. Има се, ние детално го образложивме предметот. Нашето образложение го доставивме, на сите медиуми за да нема погрешно пренесување кој како разбрал, едноставно да може изворно да се пренесува, така што сметам дека би требало да помогнеме во овој дел. Така, рековте дека сте цел на многу критики. Ви наликува ли односот кој го имаат државните институции кон вас, како односот кој го има кон СЈО? Сака ли некој да ја представи антикорупцијската комисија како ново СЈО кој боде очи? Иако станува збор за тотално различни институции. Значи, тоа сакав да кажам. Ние сме сосема различни институции. Државната комисија постои повеќе од 20 години, основана е 2002 година, значи, согласно закон, односно согласно Конвенцијата на Обединетите нации, дека мора да има такво тело кое што ќе служи за превенција. И главната работа на ова тело е да превенира, не да гони. Мислам, фактички ние никого не ни гониме во ситуацијава. Сакам да кажам, јавноста од нас очекува да имаме завршница, впрочем и на вице-премиерот Груби тоа беа зборовите, демек ниеден предмет не дошол до крај. И не може да дојде до крај, заради тоа што нашата улога е до тука. Значи, ние еве сме откриле, пример, во овој предмет ТРУС, сме откриле како се движеле работите, предметите, документите. Сето тоа укажува на слабости во системите, кои што овозможиле да бидат нападнати од коруптивни действија. Тоа е нашата улога. Тоа улогата на СЈО беше наменски направено обвинителство со помош на меѓународниот фактор, кој што требаше да ја извлече земјата од тогашната криза. Меѓутоа и тие почнаа да излегуваат со крупни наоди, кои што очигледно некому сметаа. Потоа се доведе во прашање интегритетот на институцијата и така тоа, не знам, замре како институција. Така, рековте дека вие сте пример за транспарентно владење на управување, но очигледно тоа не е доволно за некого. Пример за Артан Груби. Што има толку против вас, Артан Груби? Па не знам, треба него да го прашате што има против нас. Вас како институција, мислам? Па добро, неговите зборови беа дека не бивало, дека не сме изнеле ниту еден случај до крај, иако ние редовно доставуваме годишни извештаи со обработени со целосна статистика за колку предмети, какви предмети и за што сме обработиле, тоа го доставуваме до Собранието на Република Северна Македонија. Така што, мислам, целата наша работа е целосно транспарентна. Се што имаме донесено е објавено на веб страницата, секој кој што сака да најде му е достапно. Доколку има дополнителни прашања, буквално секогаш сме отворени за соработка, за одговор, така што мислам дека во целост ја исполнуваме нашата мисија. Се согласувам и со фактот дека може и подобро, јас сум перфекциониста, сакам да биде и уште подобро, меѓутоа силите се толку, и силите на државата, и силите на институцијата, преку ноќ не се станува одеднашка, не можеш наеднаш на врвот на планината да се качиш, требаш поред да одиш. Така да во овој период мислам дека ние го извлековме максимумот што може да се извлече од таа институција. Како гледате на последниот случај со Артан Груби со запаленото возило? Изјавивте дека не можете да отворите постапка. Зошто е тоа така? Значи, ние за возилото не можеме да отвориме постапка, бидејќи тоа си е регистрирано на друго лице, а во последно време слушам дека и на правно лице го било поседувано од страна на правно лице, или пак лицето е собственик на правното лице. Значи, како и да е, возилото не е во собственост на избрано именувано лице Артан Груби. Зошто го користел тој? Како го користел? Понатамо, зошто тоа возило користело флешери? Тоа се прашања на кои што треба да даде одговор некој друг, односно нешто
се грижи за добро управување, добро владење на членовите на владата, тоа е вице-премиерката за добро владење. Значи, владата усвои етички кодекс за однесување на министрите, се пофали со тоа дека е во согласно со препораките на Греко, што е факт, меѓутоа тој етички кодекс треба и да се применува. Вице-премиерката издаде опомена, уште еднаш не се реагира на опомената, што значи дека се поставува прашањето и дали се доволни тие опомени кои што ги упатува повторно пак од исто лице. Сега, повторно тоа исто лице управува нешто што едноставно не е негово. Од друга страна, можеби тој го купил и мислам, ги вложил собствени средства кај лицето на чие име е регистрирано возилото и тоа не е чудно за нашата држава. Ние такви ризици сме утврдиле многу одамна, уште кога почнахме да се занимаваме со проверка на имотната состојба и од тогаш до сега укажуваме на потребата од донесување на закон за потекло на имот, кој што ќе им наметне обврска на граѓаните, не само да ги пријават имотите, туку да кажат и како ги стекнале, односно со кои средства. Мислам дека таа е клучната контрола која што треба многу да помогне во борбата против корупцијата. Знаете, смешно делува изјавата дека бизнисменот од кој го има позајмено возилото е 30 години бизнисмен, а лицето има 35 години. Кој го прави? Значи, подценување на сопствениот народ е нешто најниско што може да биде. Така, друг голем скандал кој заинтригира јавноста е скандалот со управата за водење на матични книги. Кажете ми какви последици може да има овој скандал? Имајќи предвид дека воопшто не се водело сметка за контролата, прибирањето и обработката на личните податоци, зашто постои посебна законска регулатива, во текот на обработката на предметот ние побаравме Агенцијата за заштита на лични податоци да направи вонредна супервизија во управата за матични книги и таа дојде до сериозни наоди дека не се водело таква сметка, дека нема логови, дека податоците се чувале на сервери за кои што не се знае кој имал пристап, кој немал пристап, дека просторијата каде што се вршело скенирање не била обезбедена, ниту пак имало лицата кои што вршеле скенирање од страна на економскиот оператор немале придружба од овластено лице од страна на управата за матични книги. Тоа создава сомнеж дека се работело незаконски, што е факт, не се почитувале законите за заштита на лични податоци, ниту пак совесно од страна на раководството и на службени лица во управата за матични книги, поради што ние покренавме иницијатива за кривично гонење. Така, навистина ли станува збор за 9 милиони лични документи на граѓаните? Па да, мислам, тие што биле предмет на обработката. Значи 9 милиони јас не можам не се знаат каде завршила. Значи јас точната бројка не можам прецизно да ја кажам. Сега навистина не знам. Се работи, да. Се работи затоа што предмет на набавката било точно обработка на личните податоци, скенирање за да може тие да се дигитализираат. Тоа од турско до сега станува збор за лични документи. Да, и има уште еден интересен податок, а тоа е дека за оваа операција направени се две јавни набавки. Првата јавна набавка, која што била спроведена во 20 или 21 година, ја спровел претходен директор, било оспорена или на некој начин, како да кажам, од финансиската полиција, која што утврдила дека има некакви фаворизирачки и дискриминаторски елементи во самиот тендер и дала кривична пријава во јавното обвинителство, кое што неодамна ја отфрли. Така. Министерот Спасовски се обиде да го релативизира случајот, велики дека не станува збор за масовна злоупотреба. Ако е мала злоупотребата е дозволена. Масовна само не е. Значи злоупотреба е злоупотреба, според мене. Никој не може да докаже во какви размери е злоупотребата заради тоа што нема заштита. Значи ако нема заштита, можело и 1 и 101 да отиде. Не разбирате? Така што никој не може да каже за колкав број на податоци се станува збор. Ниту каде завршила? Кој може да каже? Освен тоа што знаеме кои лица работеле, лицата, фирмата што била избрана во првиот тендер, нели таа се тргнала на страна, финансова полиција пријавила. Потоа втората фирма што била избрана ги користела истите експерти и стручни лица од првата фирма да работат и кај неа. Значи истите лица во суштина работеле на. Од каде е таа фирма? Од странска или домашна? Не, домашна е таа фирма, меѓутоа има некое здружение
и сопственикот се јавува како основач, како управувач, како собственик на повеќе трговски друштва. Значи и ние и тука и тоа во Македонија или низ остави регионот? сомнеш, тоа е низ регионот. Така, значи, Тоа е низ регионот, да. За регионална фирма се работи. Да, за регионално здружение, а фирмата е тука регистрирана. Така. Да. Господи Иванска, на што се должи фактот што досега од страна на обвинителството се прифатени само две ваши пријави на селективноста на обвинителството или пак биле лошо сработени? Видете, ние секогаш го даваме нашиот максимум, особено пак кога доставуваме иницијативи до јавното обвинителство, секогаш консултираме експерти од областа, значи никогаш не сме ослонети само на нашето експертско знаење, напротив, немаме суета и, фала Богу, имаме соработка буквално со секого кого што имаме потреба да имаме соработка. Сите луѓе ни помагаат и ни одговараат, кои што сме ги повикале во нашата институција, така што сите тие иницијативи се добро прочешлани, па испратени до јавното обвинителство. Зошто е тоа така? Мислам дека тие треба да дадат одговор, односно образложение зашто ги отфрлат. Така, на тоа ли се должи ниската доверба на власта, на судството и обвинителството? Видете, ние работевме национална стратегија за борба против корупција. Еден дел од националната стратегија е правосудството. Најголемиот проблем во тој дел е неефикасен систем за јакнење на интегритетот. Ако тргнеме години наназад, со донесување на Уставот, на судиите им е загарантирана независност. Така, значи, во Уставот се им е загарантирано, бетонирано, за независно, непристрасно работење. Зошто во изминативе години падна степенот на доверба? Мислам дека прашањето треба сами да го одговорат. Дотолку повеќе што кажуваме дека најголемиот проблем во правосудството е отсуството на интегритет. Мислам, тоа се кажа. Тие се независни, но се подложни на политичко влијание. Тука тоа е интегритетот. Тука е проблем. Значи, интегритетот е границата што треба да ги отфрли влијанијата, корупцијата и така натаму. Тоа е интегритетот, така? Значи, во отсуство на ефикасен систем на интегритет, така се случува. Од друга страна, неодамна се направи едно истражување, за кое што ни помогна мисијата на ОПСЕ во Скопје, истражување кое што требаше да ни даде јасна слика што се случува одвнатре, и во судството и во обвинителството. Значи, нели една е перцепцијата од надвор, како граѓаните ја ценат работата, но друго е како тие сами за себе кажуваат и што сметаат дека има проблем. Например, судиите кажаат дека влијание, значи, има од судии од повисок ранг и од членови на судски совет. Се изјаснија дека помалку имаат влијание од извршната власт во споредба со претходен период. Значи, има некакви движења, има некакви флуктуации. Понатамо се изјаснија дека спрегата со адвокатите исто така создава лоша слика за судиите, бидејќи адвокатите пред клиентите создаваат слика дека судијата бара рушвет, пример. Или дека вештите лица, па еве и во предметот со труст, вештото лице проценител ја подценува вредноста и е ангажирани од страна на обвинетиот и од страна на судиите, на обвинителите. Значи, како може тоа? Така што има утврдени се слаби точки, има мегдан за работа, ако се сака да се поправат работите, може да се поправат, само навистина треба волја. Друг функционер кој се обиде да се расправа со вас е градоначалничката на Скопје Даниела Арцовска. Таа вели дека вие не сте надлежни да расправате и да одлучувате како се назначени вели директорите на МКЦ и на Зоошка беше. Видите, најголемиот... Таа заборави ли дека е избран функционер? Па добро се, човек. Значи, голем проблем се е назначувањето на ВД директорите не само од страна на градоначалничката, него воопшто во државата. Ние тој проблем сме го истакнале многу пати. Уште пред короната, уште за време на короната државме пресови во старите простори и објаснувавме како се назначуваат ВД директори, некои по 6, по 7 пати по 6 месеци, фактички цел мандат ќе го истера како ВД директор. Не се почитуваат материјалните закони за избор на директори. Од друга страна, некако се закочува носењето на законот за високо раководна структура. Сега гледам дека нешто има, некакви иницијативи, да видиме до кога. Обично, кога ќе дојде нов министер, почнува со иницијативите, па тие министри за информатичко општество брзо се разрешуваат, некако брзо паѓаат на тој
меѓувладен пазар, како да речам, и работата си тапка во место. И навистина е проблем со назначувањето на ВД директорите. Меѓутоа, она што е карактеристично во незиниот случај е дека тоа не е еден случај, него во повеќе наврати, дури некаде прочитав во 35 пати нешто имало. Не сум сигурна, ова е податок од медиумите. Во конкретните два случаи, ние каде што постапувавме, се Зоолошката градина и Младинскиот културен центар. За Младинскиот културен центар и Управниот суд донесе одлука, но она што е евидентно е дека не е испочитуван материјалниот закон и дека лицето кое што е назначено за ВД директор не било претходно во работен однос во Младинскиот културен центар. Истото се случува и со директорот на Зоолошката градина. Ние си извадивме податоци од Агенцијата за вработување и така натаму, тоа го подкрепивме, а конкретно за Зоолошка градина има направено инспекцијски записник од инспектор на Министерството за култура. Значи, сите потврдуваат дека е така и тоа е тоа. Во консултација повторно со експерт, затоа што ние порано вистина не поднесувавме кривични пријави, меѓутоа сега имаше и уште еден градоначалник и сме сведоци дека градоначалниците како да ја злоупотребуваат својата функција, сметајќи дека можат било кого да постават на некаква позиција без да ги почитуваат материјалните закони. Значи, на оваа седница имаше уште еден градоначалник и градоначалничката за кој што веќе ставивме црта и рековме дека тоа е злоупотреба на позицијата, значи за злоупотреба членот 353, а оние што прифатиле да бидат директори, иако знаат дека не е тоа во согласно со законот, за нив покренавме иницијатива за несовесно работење. Така, за крај да ве прашам, самите рековте дека сте пред крај на мандатот, имате уште 5-6 месеци, оставивте ли добар пример? Па јас се надевам дека да. Мислам, ние го дава, видете. Тешко е постојано човек да мисли каков пример ќе остава. Значи, нашето мото е да го дадеме најдоброто од нас. И ние тоа се трудиме да го направиме на секое поле. Значи, бевме расплинати со многу работа, не ја работевме само основната работа што ни е за превенција, напротив, ја спроведуваме и таа работа, спроведуваме обуки за интегритет, за судирни интереси, направивме прирачници за политики за интегритет, се одржаа обуки во тој дел, се надградивме со софтверски решенија, сега веќе ептене во фаза на тестирање, веќе внесуваа министри, сега мислам дека во собрание пратеници на демо проба на софтверот за анкетни листови, значи тоа што цел мандат го збориме и тоа конечно да се реши, но од друга страна бевме навистина преплавени од голем број на предмети, од сите области и од корупција и од судир на интереси и така натаму. Успеавме да го наметнеме судирот на интереси како појава која што не е корупција, меѓутоа ја отвара вратата кон корупцијата. Многу се зголеми бројот на барање на мислења за судир на интереси, што е добро, што укажува на зголемување на свеста кај луѓето. Дадовме наш придонес во делот на корупцијата, доставивме повеќе од 30 пријави до јавното обвинителство. За 10 немаме одговори, 9 се отфрлени, 16 беа во обработка. Исто така спроведуваме и меѓународна активност, значи на сите полиња се трудевме да го дадеме нашиот максимум. Тоа е од нас, да речам толку. Другата комисија има добра основа да продолжи понатака од секој аспект. Значи имаме подобрени ресурси за работа, нови простори, она опрема, ако се сеќавате, што беше преку ИПА добиена, која што 3 години можевме да ја наместиме, и таа се намести. Бројот на вработените значително се зголеми, беа 20 кога дојдовме, сега се 50. Така што, навистина, сме се труделе на сите страни да можеме да успееме. Господи Иванска, ви благодарам за разговорот и го посакувам ова време што ја останува да ви прифатат некој случај од страна на обвинителството. Па видете, ако ја земете историјата на ДКСК од 2002 до сега, само еден предмет отиде во суд. Тоа беше предметот за Бачево. Што значи не е само до комисијата, до оваа комисија, до овој состав. Значи, зошто, пазите, предходно како членови на комисија имавме адвокати, имавме министри, нели, кои што има многу експертско знаење на повисоко ниво од нас. Па и нивните пријави не се прифаќаат, што значи дека треба
подлабоко да се размисли кои се причините за тоа. Благодарам и Молам. мислеки.